Драго ни е дека имаме нов гостин, ново гостување во Црвена линија. Тоа е нашиот дежурен психолог Сонја Угриновска. Здраво. Добре дојдовте во Црвена линија. Здраво, ви благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи. Кога ги наблюдуваме сите социјални мрежи, вклучувајќи Твитер, и ТикТок, и Фејсбук, и Инстаграм, едно е заедничко дека понекогаш, наместо да го објаснувате веќе кај вашиот психолог какво било вашето детство, доволно да го покажете вашиот профил. Дали се сложувате од аспект на вашата работа дека токму профилите, оно што го постираме, не дефинира нас? Секако важно е ова прашање кога го разгледуваме ние психолозите и ние сме многу свесни за што се може да направат социјалните медиуми во градењето на личноста, на селфот, себе доживувањето и себе представувањето. Едно е сигурно дека представувањето реално многу се разликува од представувањето во социјалните медиуми. Бидејќи социјалните медиуми секако се подложни на промена, имаат поголеми критериуми, така да се представуваат сите според она што сакаат да бидат видени или, како што кажа претходната гостинка, се сакаат да бидат валидирани, односно да бидат поубаво представени, да добијат повеќе коментари, повеќе комплименти. Јас сакам пред се да ви се заблагодарам дека одвоивте време и не случајно вака ве внесовме пред крајот на Црвена линија, бидејќи вашето мислење околу психологијата на сето оно што се случува на социјалните мрежи е токму она што го кажавте. Повторно ќе бидете дел, вие сте нашиот дежурен психолог. Ве поздравувам, Сонја Угриновска.